Во текот на денешната инфосесија ќе дадеме мал вовед за запознавање за проектот, што поддржува проектот за локална и регионална конкурентност и секако ќе дадеме насоки за објавениот втор повик на 16 март за поднесување на апликации за доделување на грантови од областа на туризмот за различни типови на корисници. На нашиот повик може да аплицираат општини, јавни институции, центри за регионален развој и може да аплицираат за грантови во висина до 1 милион евра доколку настапат самостојно или до 3 милиони евра доколку настапат здружено две или повеќе општини или јавни институции. Исто така, преку нашиот проект можат да земат учество со своји апликации граѓански здруженија, туристички организации, едукативни центри. За нив предвидените грантови се во висина до 50.000 евра за самостојно аплицирање или до 150.000 евра за партнерско настапување на две или повеќе здруженија. Исто така даваме голема поддршка на приватниот сектор, на микро и малите предпријатија за кои што се предвидени грантови во висина од 100.000 евра за самостојно аплицирање или во партнерство за до 300.000 евра. Значи, нашите проекти, оние што ќе ги поддржиме, треба да придонесат за развојот на туризмот во нашата држава или поконкретно секој за својата дестинација. Очекуваме, значи, од општините, јавните установи да се фокусираат повеќе на инфраструктурни инвестиции кои што ќе подобрат патната инфраструктура, да речеме, до одредени туристички локации или реновирање, реконструкција на туристички објекти, а исто така тука да се вклучат и приватниот сектор во развојот на туризмот, во подобрување на сместувачките капацитети, подобрување на понудата, обука која најверојатно најмногу може да придонесат граѓанските здруженија и едукативните центри. Во главно тоа ќе биде презентирано на денешниот повик, ова е втор повик, инаку објавени беа и резултатите од првиот повик. На првиот повик беа доделени грантови на 4 општини, едната од нив е општина Босилово. Индикативниот износ предвиден за вториот повик е 14,3 милиони евра. Средствата се донирани од страна на Европска унија преку инструментот за предпристапна помош ИПА-2 и своја контрибуција од 3,2 милиони евра контрибуција од страна владина контрибуција, национална контрибуција. За вториот повик се предвидени средства во износ од, како што реков, 14,3 милиони евра. Износот кој што ќе биде доделен со првиот повик е околу 2 милиони евра, меѓутоа да напоменам дека вкупните средства не се наменети само за грантовата шема. Имаме и дел кој што е наменет, друга компонента кој што е наменета за подобрување на капацитетите на владата и јавните институции кои што работат во секторот на туризмот. Од првиот повик се 2 милиони евра доделени во моментов и предвидени се индикативен износ од 14,3 милиони евра за вториот повик.